драги пријатели, во оваа денешна беседа нашето внимание ќе го свртиме кон книгата Поговорки и приносот што оваа книга ја има за откривањето на Божјото водство, кое е неопходно за да ја разбираме Божјата волја, и мудроста со која е богата оваа книга, а која со така е корисна, е неопходна за водството од Бог. И ова тема е важна, бидејќи ние како христијани се интересираме од Божјото водство, сакаме да ја живееме неговата волја, но многумина верни христијани трагаат по Божјото водство, следејќи една проста формула, според која ако се совпаднат Библијата, тоест насоките во Библијата, чувствата, нашите инстинкти и околностите околу нас, ако сето тоа оди во некоја насока, тогаш сме открили Божјата волја и тогаш треба да се насочиме во некој правец. Мислам дека Библијата не ни дава таква формула, зашто христијанството е секојдневно живење под водството откриено во Божјото Слово. Ние секој ден постојано живееме водени од Бог, секој ден се сообразуваме постојано со библиските насоки и откривањето на Божјата волја не е прашање на избори само во некои ситуации во животот. Откривањето на Божјата волја не е тема само во мигови кога сме на раскрсница, не знаеме во која насока да се движиме и во таквите ситуации ние бараме Бог да не открива. Живеенето по Божјата волја е начин на живеење на христијанинот и е неопходно и насока од Библијата и мудрост која доаѓа од неја и која не дава Бог. А според моето мислење, никоја друга книга во Библијата не дава такви проникнувања по поглед на водството на Бог, како што тоа го прават поговорките, запишени во оваа книга. Уште во самиот увод, на почетокот, авторот не осигурува нас како читатели дека оваа книга обезбедува вредни спознанија за мудроста, која е неопходна да живееме според Божјото водство. Еве вака ја почнува книгата Соломон. Вели: изреки на Соломон, син Давидов, цар израелски, за да се познае мудроста и поуката, за да се разберат изреките на разумот, за да се усвојат правилата на благоразумието, правосудието, судот и правината, да им се даде на простите разумност, на младите знаење и расудување. Ако мудриот слуша, ќе ги умножи знаењата своји, а разумниот ќе најде мудри совети. Ќе се вратиме на овој текст, но претходно би сакал да збориме малку така, како увод, за потребата од Божјото водство, зошто ни е потребно и самата природа на Божјото водство. Водството од Бог е неопходно, витално, е суштествено за посветен христијански живот. Ако сме согласни дека е потребно, треба да објасниме зошто е потребно. Така да почнуваме со потребата. И кажеме дека Божјото водство е важно, бидејќи човекот е човек, а не Бог. И човекот тешко може во својата ограниченост да проникне во Божјото, да проникне во познавањето, да проникне во волјата на Бог, во намерите на Бог. Ограничениот човечки ум е неспособен да го познае умот и срцето на Бог без надприродното дејство на Божиот дух. И затоа пишува апостол Павле во првото послание до Коринтијаните, 2 глава, од 6 до 16 стих, тој говори за неопходноста да го познаеме Божиот ум преку Божиот дух. И книгата Поговорки е согласна и од неја можеме да разбереме дека човекот е и наивен, и неискусен, и неук во тој поглед, во поглед на Божите знаења. Адам и Ева, пред да паднат во грев, не беа, така да кажеме, повлијаени или заразени од природната наклонетост кон грефа и сепак во нивната невиност беа неискусни. Иако тие не беа
веќе корумпирани од гревот, сепак сатаната успеа да ги искуши, нудејќи им искуство кое Бог им го беше забранил. Тие не ја познаваа лукавата и измамлива природа на сатаната и тоа беше причината поради која паднаа на тоа искушение. Тие не ја сваќаат целосно и опасноста од непокорството на Бог и превземаат таков чекор следење на она што им го понуди, предложи сатаната. Зато Божото Слово предупредува за скриени опасности во животот, кои е подобро да не кокетираме со нив, да не си играме, да стоиме далеку од тие опасности за кои не предупредува, воопшто да не ги искусуваме. Божото водство го информира човекот за нешта кои тој природно не ги знае, но кои треба да ги знае, за да биде мудар, но и да го живее животот што Бог го сака од него. Значи, прво, имаме една ограниченост во човекот. Човекот тешко може да знае се и она што е сокриено во Бог. Понатаму, како една друга причина за Божото водство е грешноста на човекот. Поговорките научат дека човекот ги прави нештата кои му доаѓаат природно во неговата грешна состојба, а тие нешта кои природно доаѓаат во корумпираната човечка природа или според таа природа се глупави и се спротивни на Божјата воля. Затоа човек е советуван да не се доверува на својата мудрост, туку на Божјата мудрост. За тоа пишува, например, во 3 глава на Поговорки, 5 до 7 стих, стихови кои понатаму ќе ги разгледаме. Така да основниот проблем на човекот е состојбата на неговото срце. Тоа е зло и го води кон зло, го води кон грев, а не кон праведност. Со други зборови, нашата неспособност да ја спознаеме Божјата воля не доаѓа само од човечката наивност, не е само поради нашата ограниченост, туку и од грешноста. Ако нашата човечност не ограничува во познавањето на Бог, грешноста пак не спречува и да го бараме и да му се покоруваме. Како што пишува во посланието до Римјаните, 3 глава, 10 и 11 стих, како што е напишено: нема праведен ниту еден, нема разумен кој да го бара Бога. Никој не го бара Бог во неговата грешна состојба. Понатаму, Божјото водство е неопходно зашто човекот е мотивиран од другите да прави грев. Ние живееме во паднато општество, општество на грешни луѓе. Во поговорките гледаме како човекот е вовлекуван во грев од друг човек, од насилен човек, од развратна жена. Многобројни се мотивите кои го обкружуваат човекот, кои се во човечкото обкружување, а кои водат, го наведуваат кон грев. Сатаната во Библијата е опишан како агресивен непријател кој гледа како да го измаме човекот и како да го изопачи словото, библиското слово, за да го изманипулира самиот човек. И првиот таков случај е опишан во Еденската градина, на самиот почеток. Така да сатаната постојано се обидува да ги вклучи луѓето во неговите измамнички, манипулативни шеми. И се додека човекот од една страна по својата природа не може да ја знае волјата на Бог, од друга страна пак постојано е обкружен од луѓе кои сакаат да го вовлечат во планови, па која самата грешна природа сака и е склона да ги прифати. Така да човекот е и ограничен, и е склонен кон грев поради грешната природа, а пак и обкружен од луѓе кои го влечат, го искушуваат за да падне во таква состојба. Затоа ни е многу потребно Божјото водство. Потребно ни е да го спознаеме доброто, да го разбереме од Бог и потоа во животот со мудроста што Бог ни ја дава да го разграничуваме доброто од злото, глупавото од мудрото. Значи, тоа се некои причини зашто не треба Божјото водство. Нашата ограниченост, нашата грешност и околината која исто така е грешна и не води кон грев. Кажем нешто и за самата природа на Божјото водство. Некои карактеристики
на Божјата волја, кои може да бидат откриени во книгата Поговорки, а и на други места во Библијата. Првото нешто може да го видиме како една карактеристика е тоа што водството се открива пред се преку мудроста. Пакар во неговата книга Познавањето на Бог вклучил поглавје кој го нарекол првично водство и мудрост. Тоест, основниот заклучок на тоа поглавје е дека мудроста и водството не можеме да ги разделиме. Тие одат заедно. И тоа е целта на книгата Поговорки. И во самиот заклучок на книгата Поговорки можеме да ја доловиме оваа идеја. Целта на поговорките е да го направи човекот мудар, а мудроста пак е основното средство за распознавање на Божјата волја. Веќе ги прочитавме во ведните стихови и таму, ако пак се вратиме на нив, ќе видиме дека во нив изобилуваат зборови како познание, разбирање, знаење, расудување, совети, мудри совети и така натаму. Пишува Соломон, да се спознае мудроста и поуката, да се разберат изреките на разумот, на умот, да се даде на простите разумност, на младите знаење и расудување. Зборовите познание, да се познае мудрост и поуката, да се разбере разумот или изреките на разумот. Тие зборови познае, разбере и така натаму имат сличен корен во еврејскиот јазик, кои имаат еден во себе содржен предлог меѓу, тоест познанието, разбирањето, расудувањето и така натаму. Сето тоа е со цел да можеме да разграничиме, да познаеме меѓу нешта во кои имаме избори. Да имаме познање всушност значи да поседуваме способности да разграничиме меѓу алтернативи, меѓу доброто и злото, да го видиме по доброто од доброто, зашто не секогаш најдобриот избор е доброто. Обично, најдобриот избор е да го видиме најдоброто од сите добри. Зборот пак расудување, кој во текстот е преведен, кој во текстот е вклучен во контекст на давање на простите разумност и расудување, самиот тој збор има исто така врска со носење решенија, но едно водство кое ќе се базира на носење на решенија преку мудрост. А пак самата мудрост најјасно е изразена на крајот во 5-тиот стих, каде што се вели дека оние што ќе следат книгата, ќе изучуваат оваа книга Поговорки, ќе најдат мудри совети. Во некои преводи мудри совети се среќава или се користи варијанта мудро водство, ќе најдат мудро водство од Бог. И овека зборот кој е преведен или како совети или како водство, всушност е збор кој во секојдневниот говор во древноста се употребувал за да се именува јажето со кој се поврзани кормилото на бродот и перката. Така да, кога водачот на бродот вртел со кормилото, т.е. го движал јажето, тоа јаже понатаму ја движи перката. И тоа јаже всушност е употребено во овој стих. Идејата е дека оној кој ги прифаќа мудрите совети од книгата Поговорки ќе биде воден од кормилото на кој што стои Бог, кормилото на неговиот живот го држи Бог, а меѓу Бог и нас има слово, има мудрост, кој тој ни дава и тоа јаже кој нас не води во животот. Тоа водство преку мудроста која доаѓа од словото е нашата водилка и нашите насоки во животот. Понатаму, она што треба да го знаеме како една природа или карактеристика на Божјото водство и мудроста е дека тие треба да бидат втемелени на Божјото откровение, во Божјото откровение. Треба да бидат втемелени во Библијата. Да, ние очекуваме понекогаш водство на некаков невообичаен начин. Се молиме Бог
да ни проговори некако. Меѓутоа, основниот начин преку кој Бог ја открива својата воля, преку кој не води, е Словото. Например, Соломон, уште на младини, знаеше дека Старозаветниот закон е Божиот стандард за човечкото поведение или Божото водство за човекот во животот. Тоа му го каже неговиот татко уште кога беше мал. Наближе времето да умре Давид, пишува за тоа во Прво царе 2 глава, 1 до 3 стих. Наближе времето да умре Давид и тој му заповеда на синот свој велејки: Еве, јас заминувам по патот на сите смртни, а ти биди храбар и човек. И чувај го заветот на Господ, твојот Бог, одејки по неговите патишта, и да ги чуваш повелбите негови и заповедите негови, судовите негови и законите негови, како што е напишано во Мојсеевиот закон, за да бидеш благоразумен во се што и да правиш и на секаде каде и да се свртиш. Му вели всушност од други зборови Давид на неговиот син Соломон: во што и да правиш, каде и да одиш, каде да се свртиш, секогаш Мојсеевиот закон да биде твојот водич. Биди послушен на повелбите, заповедите, судовите и законите Божи. И сега во интерес на вистината, поговорките кои директно се повикуваат на самото слово или упатуваат кон словото, не се многу, меѓутоа во целата книга провеева оној впечаток дека Библијата или Словото е стандард за човечките мисли и дела. Например, тоа може да го видиме во 30-та глава од поговорките, 5 и 6 стих, каде што пишува: секој збор од Бога е чист, тој му е штит на оној што се надава на него. Не додавај кон зборовите негови, за да не те разобличи и да не излезеш лажливец. Божето откровение се пренесува во поговорките во различни форми, но може да се групираат како заповеди, принципи и модели. Така да тие насоки што ги добиваме од Библијата, па и книгата, поточно во книгата Поговорки, некој може да ги групираме како заповеди кои мора да се придржуваме кон нив, како заповеди од кои не смееме да се отстрануваме. Например, тие заповеди кои се дадени јасно и недвосмислено се, например, лишување од прелюба. Нас ни е заповедено да навршиме прелюба. И во тој поглед тоа е јасна волја на Бог. Имаме јасно водство. Сите ситуации кои не водат кон прелюба, тоа не се ситуации во кои имаме волја на Бог. Јасно е Божото водство. Лагата е грев. Божото водство, изразено преку Словото, јасно ни кажува дека нам ни е забрането. Не е Божата волја да грешиме. Во некои случаеви поговорките се повикуваат на заповеди, што ги имаме во предвид Мојсеевите заповеди. Например, 13 глава, 13 стих вели: кој не води грижа за Словото, тој си штети. А кој се бои од заповедта, нему ќе му се даде награда. Освен заповеди или јасно изразена волја на Бог, и во поговорките и во остатокот на Библијата, имаме и принципи, кои се исто така водство за нас, зашто се и откриваат Божата волја. Принципите, пак за разлика од јасните директиви на заповедите, се поопшти во својата природа и нудат некои пошироки насоки за оние кои сакаат да ја познаат Божата волја. Например, поговорката, 23-та поговорка во 14-та глава вели: од секој труд има добивка, а празните зборови водат кон скудност. Тоест, трудот води кон добивка. Каков и да е, има полза. А празните зборови водат кон сиромаштија, кон скудност. И општиот принцип е дека треба да работиме. Нема категорична заповед, но има принцип. Или, еден друг принцип во глава 15, првиот стих. Кроткиот одговор гневот го облажува, а навредлив збор јарост предизвикува. Кога имаме гнев, кога имаме конфликт, кроткиот одговор е тој што ќе ублажи, а навредливиот збор ќе предизвика уште повеќе
гнев. Тоа се принципи. Нас не се даде некако заповедено, се вистини кои Бог ни ги открива и гледаме дека работат во нашиот живот. И на крајот имаме модели. Дадени модели во поговорките, кои се примери на поведение, кои треба да ги следиме. Така, например, кога Словото ни открива каков е Бог, каков е неговиот карактер, какво е неговото однесување, ние имаме примери кои треба да ги следиме. За да бидеме како Него, да бидеме налик на Бог, ние треба да се однесуваме како Него. А Библијата ни открива како тој се однесува. Например, поговорките велат дека Бог ги мрази злите. И тоа го има во многу поговорки. Не ги сака измамниците. Бог не ги сака горделивите. Од друга страна пак, Бог се насладува на праведните, на побожните, на мудрите. Така да не треба многу мудрост за да разбереме дека и ние треба да бидеме како Него. Да бегаме од она што Бог го мрази, а пак да го бараме она што му годи, она што го задоволува Бог. Понатаму, како нешто друго, како карактеристика или како на природа на Божото водство, можеме да кажеме дека може да се добие преку мудар совет, а не само од заповедите на Словото. Тоест, и мудри луѓе кои се воспитани во Словото, кои имаат богато искуство во животот на верата, исто така може да ни дадат едно добро водство, добро Божјо водство. Например, во 12 глава 15 стих пишува: патот на неразумниот му се чини прав во неговите очи, но кој слуша совет, тој е мудар. Така да, овдека во книгата, во овој стих и на други места гледаме како, например, таткото дава мудри совети на синот, како мудрецот дава мудри совети на слушателот и така натаму. Зато Бог ни дава, нам, на секоја генерација верници, постари, поискусни и помудри христијани, за да се учиме од искуството на оние кои долго чекореле по патот на праведноста. И од нив може да се добие многу богато Божјо водство. Понатаму нешто што треба да го имаме во предвид кога говориме за Божјото водство е дека самото водство бара од нас доверба и преданост. Така да да добиеме одговор кога бараме, одговор на прашање, кога бараме од Бог водителство, кога велиме: Господи, што да направам? Прво треба да се запрашаме на кого јас се доверувам. Напразно ќе бараме од Бог совет, ако ние немаме намера да се довериме, ако не му веруваме, ако повеќе си веруваме себе си. И тоа е најголемата пречка во потрагата по Божјата воља и најголемата пречка во извршувањето кога ја знаеме, а тоа е нашата самодоволност и самодовербата. Поговорките не учат дека злиот човек е арогантен. Тој не ја сваќа праведноста и не ја бара. Оној кој тргнал по патот на мудроста, претходно треба да се ослободи од довербата во човечкото суетно размислување. Еве видете што пише во 3 глава, 5 до 7 стих. Надевај се на Господ од се срце и не се потпирај врз твојот разум. По сите твои патишта размислувај за Него и тој ќе ти ги покаже твоите патеки. Не сметај се за мудрец, имај страф од Бог и бегај од злото. Значи, преданоста, прво довербата во Бог и расчистување со самодовербата, и преданоста е вториот услов за придобивање и следење на тоа водство од Бог. Знаете, човечкиот разум се потпира на она што може да го види, она што може да го слушне, да го фати, додека Божото водство почива на ветување од Бог кои не се гледаат. Тие се нешта кои тој ни ги дава, а не можеме да ги видиме. Затоа, например, пишува посланието до евреите 11 глава. Првиот стих дава една добра дефиниција за верата, а тоа е едно надевање на нешто кој не го гледаме. Црста увереност во нештото кој не ја гледаме, но знаеме, се сигурни дека Бог ги има за нас.
Така да луѓето на верата живеат во светлината на Божите ветувања, кои се некаква невидлива иднина. Божјата воља е достапна за оние кои се согласни да ја предадат својата иднина во Божите раце. Затоа не е лесно да се открие Божјата воља. Ако мудроста се открива со многу усилби, истото важи и за Божјото водство. Бог не ги фрла своите бисери пред свињите. Тоа е библиски принцип. Во таа смисла треба да ги имаме во предвид мудроста. Таа не се добива туку така. Треба да се бара таа мудрост и треба да има една силна доверба и посветеност. Самите поговорки признаваат дека мудрост е за оние кои напорно ја бараат. Во 2 глава, 3 до 5 стих, Соломон вели: ако ги бараш како сребро и ги истражуваш како ризница, тогаш ќе го разбереш стравот Господов и ќе го најдеш знаењето за Бог. А барањето сребро и истражувањето на богатствата се напорен труд. Да се најде рудник со злато, да се копа, да се преработува, додека да се стигне за онаа сјајно, убаво злато, треба многу работа. Така и со мудроста. И ако треба многу усилби за да се најде мудроста, колку ли повеќе жртви и посветеност ќе бидат потребни па да ја примениме во животот. Знаете, колку повеќе ја познаваме таа тема, колку повеќе јас лично изучувам темата за Божјото водство, толку повеќе сознавам дека најголемиот проблем со кој се соочуваме сите е верното исполнување на она што Бог ќе ни го открие. Многу нешта ние знаеме што треба да ги правиме, меѓутоа не ги правиме. Не е толку проблемот да го разбереме тоа што Бог го сака од нас, колку да го исполниме. Имаше таков пример, например, во 42 глава од книгата на пророкот Јеремија. И тој случај многу добро го илустрира овој проблем со Божјото водство и неследењето, неисполнувањето. Во тој текст се говори за евреи кои беа оставени да живеат во Јудеја. Мнозинството беа однесени во робство во Вавилон, но мала група остана да живее во Јудеја. И тие дојдоа кај пророкот Јеремија да барат водство од него. И со зборовите: еве молбата наша пред тебе. Помоли му се на твојот Господ Бог за сиот овој остаток, зашто од многумина останавме малку. И ти го гледаш тоа. Па твојот Господ Бог да ни го покаже патот по кој треба да врвиме и што треба да правиме. Така да тие побараа од Јеремија водство што да прават сега во оваа ситуација. Оставени сами, мала група во Јудеја. Помина 10 дена и Бог ја откри својата воља. И рече: они што беа оставени во Јудеја треба да останат таму и да не бараат заштита во Египет. Може би изгледа ризично за нив во Јудеја, бидејќи се мали, малку се сметаат незаштитени, но советот на Бог беше: не одете во Египет. Зошто самиот Бог им вети заштита, им вети безбедност во Јудеја. Но независно од тоа јасно водство што Бог им го даде, таа група пак тргна кон Египет. Се довери на човечката египетска армија. И тоа е нашиот голем проблем. Довербата во невидливите ветувања на Бог и подпирањата на човечките можности. Божјото водство почнува со напуштање на човечките аргументи и подпирање на Божјото откровение и ветување. Понатаму, Божјото водство е прашање на карактерот на човекот. Така да има голема врска меѓу нашиот карактер, кој го определува нашето мислење, нашето дејство и Божјото водство. Ако го говориме пак за карактер, мислиме на една константна морална состојба во која действуваме како луѓе. Интересно што во книгата Поговорки зборот пат често е користен за да се опише карактер. Човекот има свој пат, тоа е свое однесување или свој карактер. Така да зборовите пат и карактер како
да се употребуваат во синонимно значење. И вели, и пише во поговорките дека животните имаат свој пат, тоа е еден константен модел на однесување, кој одговара на нивната природа, и човекот си има свој пат кој одговара на неговиот карактер, на неговата лична природа. И така вака пише во 30 глава, 18 до 20 стих. Вели авторот: 3 работи се недостижни за мене и 4 што не ги разбирам. Патиштата на орелот по небото, ползењето на земјата на змијата по карпите, патеките на бродот среде море и патот на маж кон девица. Таков е патот и на жена прелюбница. Се наела, ја избришала устата своја, па вели: ништо лошо не сум направила. Гледате, патот на сите овие животни и патот на жената прелюбница или незиниот карактер е представен. Ке се најде, ке избрише устата своја, ке го изврши гревот и ке каже: ништо лошо не сум направила. Така да, секој индивидуален акт во животот е дел од моделот на однесување кој го представува нашиот пат или нашиот карактер. А во тој поглед сегаш треба да знаеме, да имаме на ум дека Божите патишта се поправедни, далеко поправедни од човечките. Во Исаја Бог вели 55 глава 8 и 9 стих: моите мисли не се ваши мисли, ниту вашите патишта се мои патишта. Така вели Господ. Но како што е на небото повисоко од земјата, така се и моите патишта повисоко од вашите патишта. И мислите мои повисоко од вашите мисли. Ако сакаме да имаме близина со Бог и да откриваме неговата воля, треба нашиот пат да го прилагодиме кон неговиот пат. Треба да го одиме неговиот пат. Неговиот пат, неговиот карактер да биде стандард за нашиот пат, за нашиот живот, за нашиот карактер, за нашето поведение. А тој пат е дефиниран од Словото. Например, во Псалм 86:11 псалмистот се моли: упати ме, Господи, кон Твојот пат и јас ке одам во Твојата вистина. Дај ми непоколебливо срце, за да го почитувам името Твое. Тоа е важно, бидејќи карактерот не го опишува само човечкиот пат, туку го одредува и одговорот што го имаме кон откриената воля на Бог. Карактерот ги содржи или ги одредува и човечките желби. Според карактерот ќе зависи дали се насладуваме на злото или пак на она што е свето и чисто. Злиот оди по пат во кој се насладува на злото, а праведниот на она што е свето и само она што е чисто. Тоа пише во многу поговорки: 1, 22, 2, 14, 11, 23, 13, 19, 18, 2 и така натаму. А Евесијаните 2 глава, првите 3 стиха ја поучува вистината дека човекот без Бог е мртов во гревот. И таму вели вака апостол Павле, или пишува вака: и вас кои бевте мртви поради вашите престапи и греови, во кои живеевте некогаш според животот на овој свет, согласно со кнезот на воздухот, односно на духот кој сега дејства во синовите на неверието, меѓу кои ние сите некогаш живеевме според телесните желби, извршувајќи ги похотите на телото и на помислите, и по природа бевме како и другите чеда на гневот. Или со други збори апостолот пишува: мртвите во гревот се живи само за похотите на телото. Живи се само за животот на овој свет и за искушенијата на сатаната. Ние во гревот сме мртви за она што го има Бог за нас. Мртви сме за Божјата природа, за Божјиот карактер. А оживувањето, оспособувањето да го следиме Божјиот пат, да го следиме Божјото водство, да ја извршуваме Божјата воља е во Христос. Тој не оживеа, тој не воскресна, тој не вознесе над овој грешен свет. Во Христос стануваме живи за Бог. Затоа добивањето на водство е врзано со градење на побожен карактер кој
кој почнува, тоа почнува со нашето оживување, со нашата вера во Христос, кога ќе поверуваме во Христос. Тој не оживува, тој не воскреснува. Не оспособува да градиме побожен карактер, да можеме да го следиме тоа Божјо водство. И колку што повеќе оживуваме за Бог, толку повеќе умираме за гревот, толку повеќе оспособуваме во нашиот карактер да извршуваме Божјата воља. Колку повеќе умираме за себе си, толку повеќе ќе ја бараме волјата на Бог, и тоа не само за да ја знаеме, туку и да ја живееме, да ја исполнуваме. И на крајот, по заклучок, кога станува збор за Божјото водство, за жал ние честопати го цедиме комарецот, а ја пропуштаме камилата, како што вели Господ Исус во Матеј 23-24. Се фокусираме на детали, бараме детали под некакви во конкретни ситуации, а го испуштаме патот, што Бог јасно го исцртува. Бараме водство за конкретни решенија, а не забележуваме дека целосно сме за некој погрешен пат. Бараме како Бог или кај Бог да не насочи на некоја раскрсница, а воопшто не разбираме дека ние се наоѓаме на погрешната раскрсница, дека целосно сме го утнале пат. Често наликуваме на Јона кој се молеше Бог да му најде за Тарс, а всушност Бог му каже да оди во Ниневија. Несомнено дека Бог сака и може да не води во секој детал од животот. Најважно за него е да сме на патот на праведност. Тоа е првото и основно прашање. Најважно од се е да градиме побожен карактер, што тоа повеќе од се ќе не оспособува да ја откриваме и да извршуваме волјата која Бог ја открива на своите деца. И нека тоа биде и наш цел во годината, во овие останати 11 месеци што се пред нас. Да се насочиме, да градиме побожен карактер. Карактер кој ќе не оспособува да ја разбираме, да извршуваме волјата на Бог, полни со мудрост која доаѓа од Бог, водени од Светиот Дух, сознавајќи или уверувајќи се постојано дека сме на пат на праведноста. Нека Бог ни дава за тоа и сила и мудрост, Светиот Дух да работи силно во нас, да не води, тој да не движи, за да навистина не лутаме, туку секогаш да бидеме сигурни на патот на кој што Бог не поставува, извршувајќи ја Неговата волја, водени од Неговото библиско водство. Амин.